Едно од најголемите богатства на една нација е здравието на незините жители, што не е случај и кај нас. Скопјани веќе цела зима, според последните мерења, живеат 10-кратно позагадени за разлика од другите жители во ЕУ. Голем придонес за оваа критична состојба имаат и старите автомобили кои спуштаат облаци чад позади себе. Чаре? Минатиот декември Скопје беше најзагаден град во светот. Со измерени 489 микрограми ситен прав на 1 кубен метар го надмина на црната листа градот Ахвас во Иран, кој со 372 микрограми според Светската здравствена организација е најзагадениот во светот. Метрополите во 15 најразвиени ЕУ земји, како Лондон или Берлин, се борат со 10 микрограми на кубен метар, 50 пати помалку од измереното кај нас. Во центарот на Лондон се движат само возила со Евро 4 норми. Санкцијата за постари возила е 500 фунти за приватни до 1000 за комбе, такси или автобус. Во Берлин, во централната ареа, возат само дизел возила со Евро 4 и бензинци со Евро 1, но со катализатор. Метрополите се обврзани да ги почитуваат строгите норми за аерозагаденост. Годишно може да има 35 дена со концентрацијата поголема од 10 микрограми ситен прав. Секој следен ден чини по 400.000 евра. Берлин за 55 дена со поголема загаденост лани е казнет со 8 милиони евра. Но освен со облаци од прав, Скопје е прекриен и со густа завеса од штетни гасови, јаглеродиоксид, азотоксид и сулфур. Домашниот возен парк, кој во аерозагаденоста учествува со 33%, е со просечна старост од над 17 години. Тука е увозот на 50.000 возила, кршот од Европа, кој исполнува Евро 1 норми и секој ден ги труе граѓаните. Во моментот цената едноставно ја плаќаме ние самите со своето здравје и животи. Чаре? Како граѓани, едноставно можеме да ја зголемиме собствената свест при одлуките кои зависат од нас самите, но сепак целата работа се решава на повисоко ниво. Во кратката анкета што следува ќе видиме како размислуваат на темава некои од нашите пејачи, музичари, водители и актери. Јас сум Елена Јованова и веќе цела зима живеам во најзагадено Скопје. Прво место во свет, мене тоа ме загрижува да видиме што мисли Жаре. И мене ме загрижува. И тебе те загрижува? Многу. Чаре? Чаре, па јас само знам дека треба нешто да се прави подитно, бидејќи нели мерна станица е ставена, добро гледаме колку е загадено, ама тоа не е од сега, така било од многу одавна, така да штета да е направена сега работа колку можеме да спасиме. Мора нешто итно да се направи. И мислам дека треба некој малку да не едуцира, да знаеме што треба да правиме на кога стоиме на семафор, дали треба да изгасиме мотор, некој да не научи нели како води тоа и тоа се надлежните веројатно. Значи треба малку поголема активност во однос на едуцирање на нас што појма немаме, а сакаме нешто да помогнеме. Прво валја да се разбудиме, да си окренеме нивото на свеста за тоа, па после да се ставиме у поход. Да, ама мислам дека е свеста тука и се прави што се може, за тоа големо благодарение на сите странски организации кои преку интернет нешто не едуцираат и ние знаеме дека нешто се случува и дека озонот не е во ред и треба да реагираме, ама по-конкретно со кои ситни детали треба некој да ни каже. Нас сите не загрижува ова што се случува со градот. Моментално сме number one во се во светот. Ти изгледа тебе реално тоа или еве некоја споредба со Лос Анџелес и Скопје, хибридни возила, не знам, дали возиш таму, например, хибридно возило? Ме запрепасти податокот дека сме најзагадениот град, ама дека сме најладниот сме. Да. Битола е пред нас. Да сме убитола, леле, не дај Боже. Што да ти кажам, Лос Анџелес е многу поголем град, поголема и
поголемо движење, поголем собраќај и така натаму, па пак не се осеќа. Стварно, значи, мислам после 6 месеца таму, кога дојдов имав проблеми и со дишење, дали дека сме under construction, се нешто се гради, па прашина на секаде, немаме свест еколошка, никој не... Чаре да се преселиме сите, да донесеме друг народ. Не знам што... Така да избегаме, најлесно. Не, ама мислам дека треба сите однака заедно малце да свеста да се ја смениме, нема друг начин, нема. Мислам еве и нашите луѓе што ја водат државата некако не обрнуваат внимание на тој сектор екологија, нешто слабо, нема кампањи, нема ништо, така да малце треба тие да почнат со некои позрели, по конкретни акции околу оваа тема, па малце сите заедно сплотено. Да. Добро да си возиме велосипеди поише. Па Јана, еве тука сме покрај ке, јас најше си го сакам овој дел од Скопје, секое лето, мислам од пролет па натаму сум на точак, тоа ми е... Ја тоа би сменил, мислам секогаш зборам у центар, да не сме да влезе коласците, да бидеме со точаци или јавен собраќај. И тоа ќе смени многу. Активно е дека сме први по загаденост. Градот Скопје, најладен град во Европа би тоа по нешто, сме први. Вау. Нас ова не загрижува. Бараме мислење за еве дали е реален овој процент на загаденост, чаре за тоа како да си го вратиме чистото Скопје назад. Па реален е само по основа на тоа колку сме неодговорни кон себе си, кон своите животи, затоа што за еден здрав живот пред се е потребно чист воздух. Доколку сме го загадиле до тој степен воздухот, тоа значи исто како да го немаме. Секако тука има многу нешта кои што се виновни и потенцијални кривци за една таква состојба. Тоа пред се нормално е. Исто така автомобилизмот, значи автомобилите кои што дефинитивно се неисправни, во неисправна состојба или стари. Јас знам, долго време живеев и во Швајцарија и знам дека до која граница на старост, исправност, автомобил може да се вози во градскиот собраќај. И не само тоа, на семафор ние ги гасневме нашите автомобили. Но мислам дека она што е многу битно е совеста пред се. И ако веќе некој решава да купи автомобил, по моје лично искуство, подобро нека купи скромно возило, но да е ново. Затоа што не за џабе стои онаа стара поговорка во народот, сиромавиот секогаш плаќа два пати. Сакам да направиме се и оваа 2012 навистина да ни пројде во знакот на еколошка свест, еве да наречам така, и да кажам дека сите заедно треба да се потрудиме тоа да го направиме, прво чистејќи пред своите дворови и во своите. Така да тоа е една битна, тоа е се воспитание и култура.